Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. И се надевам дека и денес ќе останете до крај со нас и се разбира ќе ги проследите сите оние информации кои што ќе ви ги доставиме преку разговорот со денешниот мој соговорник. Во оваа сезона не сме говореле за проблеми со очите, па еве одлучивме тоа токму да биде во оваа емисија. Ќе говориме за она што е навистина најчест проблем, некако ајде да кажам кај повозрасната популација, тоа е катарактата. Одговорен мој денешен соговорник е доктор Душан Кемера, кој што е очен хирург и ни доаѓа од Центарот за очи Визија. Се разбира, знаете дека сме отворена, контактна емисија, па доколку имате некое прашање во однос на проблемите со очите, може да не искомуницирате, да поставите некои прашања, денешниот мој гостин е тука за да одговори на она што е од ваш интерес. Да ве поздравам, доктор Кемера, и да ви посекам добре дојде. По втор пат сте во Ваш термин. Се видовме минатата сезона и ве повторно сме тука. Благодарам на поканата. Драго ми е што сум ваш гост. Кажав, ќе говориме за она што е навистина најчест проблем, кога станува збор за проблемите со очите, иако ги има многу. Меѓутоа, некако, ајде да кажеме, за повозрасната популација е специфична катарактата. Како стојат работите? Катарактата има премногу во популацијата. Секако, повозрасната популација, по ново време ја имаме и кај помладите. Катарактата кај помладите се почеста и почеста, но со новите техники кои што ги имаме, се справуваме со неа. Се справувате никако да ги решите проблемите. Ајде да започнеме од почеток, некако да кажеме што представува катарактата како проблем кај очите. Да, катарактата представува наједноставно да го објасниме тоа, заматување на природната леќа на окото. Тоа заматување може да биде од многу причини, значи, возраста, некои заболувања кои што ги имаме, надворешните влијанија, како што е, не знам, изложеност на сонце, во поновор време изложеност кон вештачка светлина, значи обкружени сме со технологија која што има монитори, зрачи, значи мониторите, лед осветлувањето, сето тоа влијае и придонесува за да се создаде заматување кое што го нарекуваме катаракта, нели, или народно кажано перде на окото. За жал, нели, се уште немаме некој друг метод сем хируршка операција, значи оперативно отстранување на леќата, и тоа е за сега што медицината го познава, но е многу добро решение за пациентите. Од симптомите, кога стана збор за симптомите, само заматување на видот или има и нешто друго што може да најави на некој начин? Може да биде заматување, може да бидат дупли слики во прашање, може да биде затемнување на дел од сликата. Значи, се зависи каков тип на катаракта се работи. Така да може да биде едноставно понекогаш пациентите затоа и не обрнуваат внимание, поготово оние од постарата популација. Не почнуваат одеднаш да убаво да гледаат на близина. И викаат, па ова е одлично, ама не приметуваат дека видот се повеќе и повеќе на далечина се намалува. Тоа е еден исто од симптомите дека веќе се работи за зреење на некоја катаракта во окото. Тоа значи дека е во некоја фаза кога зрее, кога е најдобро да се истретира или? За да се истретира една катаракта, значи хирушки да ја истретираме, треба да се исполнат неколку услови. Треба да имаме намалување на видот до одредена граница. Не мораме да чекаме како порано да созрее, нели, катарактата, туку, значи, сега можеме многу порано. И порано може да се истретира. Да се изоперира окото и да пациентот го добие бенефитот целосен од самата операција.
Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, доколку имате некое прашање во однос на проблемите со очите, во однос на катарактата, слободно ќе може да се јавите на нашите телефони и да поставите некое прашање. Одрежјави ќе може да ги испишат броевите на екранот и секако тука сме и за вас, како и секогаш нели отворени за сето на што вас ве интересира. Ајде да почнеме, ние некако преминавме веднаш на операцијата, меѓутоа како оди диагностиката, секако ќе дојде еден пациент кај вас, ќе се пожали на овие симптоми за кои што говоревме и што вие преземате? Какви испитувања? Најпрвин, за да диагностицираме катарактата, лесно ја диагностицираме со еден општ офталмолошки преглед. Так. Значи, гледаме дека видната острина е намалена, видот е заматен и потоа со нашиот основен инструмент за диагностика, значи биомикроскопот, Добро. Можеме да ја видиме катарактата, колку е зрела, дали е за операција, дали може да почека, дали е итна веднаш да се сработи, дали има и некои други пропратни заболувања самото око, бидејќи секогаш не е само катарактата причина за заматен вид. Секогаш треба да се направат низа испитувања и да му кажеме на пациентот и да го што може да очекува по операцијата на катарактата. Така да низа испитувања се прават, доколку е возможно, нели, пробуваме да видиме дали случајно пациентот има некои промени на очното дно. Нели? Тие испитувања ги правиме кога убаво ќе ја земеме анемнезата од пациентот. Ако заклучиме дека има некои заболувања, кардиоваскуларни, диабетес, проблеми со тироидната жлезда. Значи, обавезно мораме да обрнеме внимание дека можно е и нешто друго да биде причина за намалениот вид. И така да имаме апаратура со која што тоа го документираме исто така и дури потоа се оди кон оперативно лекување. Интересен ми е еден податок, сега ова можеби ќе биде малце надвор од темата, меѓутоа велат дека со прегледот преку прегледот на очите може да се дознае понекогаш и некое заболување што има во организмот. Така е. Како се гледа тоа, преку што го толкувате? Окото е еден многу интересен орган. Да. Тоа е единствениот орган каде што ние имаме пристап и можеме во живо, ин виво, да видиме крвни садови и еден нерв. Тоа е очниот нерв. И ние преку една многу едноставна метода, доколку нели имаме транспарентност, доколку немаме катаракта, доколку самата рожница е чиста, немаме некои заматувања на незе, можеме да го видиме очното дно и да ги видиме крвните садови во каква состојба се. Што би значило тоа? Ни дава слика за целиот организам. Значи, доколку имаме покачен крвен притисок, ние тоа можеме да го видиме. Значи, дава промени на самото око. Тоа се диагностицира и преку оној преглед кога одиме ние на очен лекар и кога ни го прави. Понекогаш е подобро, нели, да направиме преглед во широка зеница. Значи да ги расшириме зениците, кога сакаме таков преглед да правиме подетален, секогаш одиме да се расшири убаво зеницата и да можеме да го видиме. Се почека. 15 до 20 на минути индивидуално, нели, од пациент до пациент, и тогаш можеме да видиме состојбата на целиот организам. Тука се најситните крвни садови во организмот, кои што, например, од диабетот ќе почнат први да страдаат. И можеме да видиме и да добиеме од прилика слика каква е. Дури понекогаш може би превентивно да се делува преку еден преглед добар на очи. Навистина интересно. Да. Сега кога ќе се диагностицира катарактата,
што следува потоа, или не знам дали да кажеме какви видови катаракта има, па потоа да кажеме за третманот како вие сметате дека е подобро. Видовите на катаракта, нели, да не навлегуваме, нели, каков тип на катаракта е тоа, пациентите нели немат, да ги малку да ги упростиме, да. Туку можеме да ги поврземе, нели, со возраста, можеме да ги поврземе со некои заболувања, најчесто диабетот. Ние имаме една поспецифична катаракта кај тие пациенти. Катаракта поврзана со земање на некоја терапија, која што е, нели, од некое хронично заболување, така да и некои медикаменти го забрзуваат процесот на катаракта. Како, например? За некои одредени кортикостероиди, кортикостероидите знаат, значи, нели, сите пациенти кои што примаат кои имаат некој хронично заболување доаѓаат некои 2 пати годишно, некој еднаш годишно, за да се види и да се следи состојбата. Катарактата може да биде и вродена. Значи, имаме и таков тип на катаракти. Катарактата може да биде стекната како последица на траума, на повреда. Значи, тоа се некои типови на катаракти кои што би можел да ги издвојам и за секоја, нели, хирургот треба да има посебен пристап. Тоа е малку различно, но значи, за секоја од катарактите, овие што ги напоменавме, различен е пристапот во третманот. Во третманот, во оперативниот захват и така. Значи, причината која е, така и се решава проблем. Што кога ќе дојдат кај вас, вие сте очен хирург, треба да се оперира катаракта, има ли разлика од тоа, кажавме претходно, да созре, не сега може да се направи пред да созре. Обично порано се говореше дека треба да се чека или да созре, па да се оперира. Во денешно време тоа навистина не е потребно поради новите методи кои што ги имаме во офталмологијата. Тоа е факоемулзификацијата, метода со која што е бескрвна, безболна, во локална анестезија, која се изведува преку еден многу мал рез од 2 мм, со помош на ултразвук самата катаракта, содржината на леќата, односно, се разбива и се аспирира. И на нејзино место се имплантира вештачка леќа. Имаме разни видови на вештачки леќи. Во денешно време навистина е преголем изборот и се оди кон совршенство. Веќе се оди на леки кои што можат да извршуваат пациентот после операција да гледа еднакво добро и надалеку и на блиску, да се избегне носење на наочари. Така да, ако видиме како напредувала операцијата на катаракта низ годините, веќе одиме навистина кон едно совршенство со новите типови на леки. Се чини дека порано и процесот на постоперативниот период беше поинаков од сега. Да. Сега е тоа многу поедноставно. Сега е многу поедноставно затоа што и самиот рез на операцијата е многу мал, многу побрзо заздравува окото и така. Значи, за колку време заздравува окото? Терапијата си се прима месец дена, нели, капки се примаат, но пациентите веќе после 7 дена можат нормално да функционираат. Значи доволно една недела да се врати во нормална целиот вид. Пациентите имаат веќе вид од утре дента. Него ради некои причини, ради предпазливост, даваме Претпоставам дека давате некои препораки кои што да се придржуваат. Дали некоја терапија примаат после тоа? Терапија се примаат капки во текот на 1 месец. Сега тука би сакала малку да се надоврзам на она што ние го имаме во соработка со магистар Татјана Павлова, нутриционист, бидејќи секогаш за секој проблем кој што се провлекува некако низ секојдневието кај граѓаните,
се вели да се внимава на исхраната, па да се консумира. Оваа храна е добра за кардиоваскуларни болести, оваа храна е добра за диабетес и така натаму, значи некако бидејќи се е поврзано, како што кажавте, па дури и окото може да открие што проблем имаме. Ние денеска подготвивме еден прилог, не знам вие колку ги советувате или вашите пациенти потоа околу храната, меѓутоа затоа се тука нутриционистите пак да ги посоветуваат. Направивме еден прилог што е добро како храна да се консумира во однос на видот и во однос на нели на здравјето на очите, па предлагам заедно да го погледнеме. Секако. Кога станува збор за заштита или пооштар наш вид и заштита на здравието на окото, мора да делуваме антиоксидативно. Кога ќе речеме антиоксидативно, тоа значи храна богата со антиоксиданти и во овој случај би ги спомнале витаминот А, витаминот С, витаминот Е, од каротеноидите особено значајно место завземаат лутеин, зеаксантин, бета-каротенот, тука се омега-3 масните киселини и храната богата со цинк. Одредена супстанца велиме дека е антиоксидант или има протективна улога за нашето здравје, кога и во најмали количини да ја додадеме, има позитивна улога, односно ги намалува слободните радикали кои што вршат деградација, односно кои што ги напаѓаат одредени наши органи. Храна богата со каротеноиди. Тука најпознат каротеноид ни е бета-каротенот, кој што завзема примарно место меѓу каротеноидите. Изолиран е од морковот, Daucus carota, од каде што го добил и своето име, он има специфична улога да црниот дроб во нашиот организам, доколку внесеме храна богата со бета-каротен, има улога да го трансферира, односно да го претвори во витамин А. Помеѓу каротеноидите само бета-каротенот ја има таа улога. Најглавната негова улога е заштита на нашата кожа и мукозните ткива. Меѓутоа се видело дека покажал и особено влијание во заштитата на макуларната деградација и помага при ноќното слепило. Покрај морковот, познати представници каде што се наоѓа доста голема количина на бета-каротен се сите овошки и зеленчуци кои што содржат портокалови и црвени бои. Па тука би ја наброиле кајсијата, праската, пиперките, црвената гуарава, значи цитрусите и така натаму. Меѓутоа кога станува збор за здравје на нашите очи, тука примарно место би земале два каротеноида кои што не ни се можеби толку познати, меѓутоа имаат секако голема улога, тоа се зеаксантин и лутеин. Тоа се два каротеноиди кои што во храната од растително потекло ги одат секогаш заедно. Примарно место завзема лутеинот, меѓутоа зеаксантинот доминира само во жолтата пченка и во пиперката. Која е нивната улога? Значи, тие се единствените каротеноиди кои што се најдени во мрежницата на окото и едноставно се составен дел на очниот пигмент, што значи без нивно присуство немаме ние добар вид. Особено кај постарата популација се препорачува храна богата со зеаксантин и лутеин или пак одредени суплементарни додатоци, бидејќи како нашето тело старее, концентрацијата на лутеин и зеаксантин во мрежницата се намалува. Лутеинот воглавном е зелениот пигмент и најчесто можеме да го најдеме во храна како што е лиснатиот зеленчук, како што е блитвата, марулата, значи младиот кромит, потоа брокулата содржи доволна количина на лутеин и така натаму. Додека зеаксантинот, како што го спомнавме, тој секогаш е придружен со лутеинот, но доминира во жолтите плодови. Исхрана од животинско потекло, која што содржи доста лутеин, ни е жолчката од јајцето. Па така да јајцата како намирница не треба да ги ограничуваме, односно потребен е нивниот внес. Секако треба да пазиме на количеството на холестерол кое што го содржат, не треба да претеруваме со нивна консумација, но секако да ни бидат в главен дел, односно да ни бидат дел од исхраната во текот на седмицата.
Потоа, тука доста голема улога игра витаминот Е и витамин и омега-3 масните киселини. Би ги спомнала кикириките како намирница, која што исто така содржи доста значителна количина на омега-3 масни киселини и на витаминот Е. Витаминот С. Витаминот С го сметаме и како најголем антиоксидант и секако игра улога во заштита на нашиот вид. И најлесни намирници кои што, односно најпознати намирници кои што најмногу содржат витамин С, ни се цитрусните овошја и секако пиперките. Пиперките дури се покажало дека содржат и многу поголема количина на витамин С, доколку ги консумираме во свежа состојба. Витаминот А се содржи, тој ни представува липосолубилен витамин. Како што го спомнавме, храна богата со каротиноиди може да ни обезбеди доволна количина на витамин А, но него можеме да го најдеме во млекото, млечните производи и јајцата. Исто така, да не заборавиме преку исхраната да го внесеме и антиоксидантот, односно цинкот, кој што исто така игра значајна улога. Храна богата со цинк нас ни се сите видови на месо, потоа млекото и млечните производи, грашокот, јаткастите плодови исто така ни се добар извор на цинк, особено семките од тиква кои што содржат поголема концентрација на цинк. Иако не е храна од наше поднебје, но остригите се број 1 храна која што содржи исто така значителна количина на цинк. Важно е да напоменеме и дека храната со низок гликемиски индекс, односно храната богата со диетални влакна, исто така може да го заштити здравието на нашите очи. Доколку се соочуваме со диабетична ретинопатија, тоа е состојба каде што се оштетени нервите на мрежницата и може да доведе до слепило, особено треба да внимаваме и превентивно да делува. Па тука би ја спомнала и храната со низок гликемиски индекс кај диабетичарите. Тоа значи дека тоа е храна која што не прави нагли скокови на шеќерот во крвта после секој оброк, го држи шеќерот стабилен и помеѓу оброците немаме потреба за некоја храна која што би ни дала прости шеќер. Па затоа би спомнала дека треба уште да се воведат и целозрнестите житарки, кои што исто така во својата обвивка содржат доста витамини, меѓу кои што се витамините од Б групата, цинк, селен и така натаму, кои што не само што ќе делуваат на здравието на окото, туку ќе делуваат општо за подобрување на нашиот имун систем. Да, Тања во прилогот многу убаво објасни за сите оние кои што имаат проблеми со очите и не мора да имате проблеми со очите, што е добро како храна да консумирате за да ги добиете сите оние суплементи и витамини кои што се корисни за да имаме здрави очи, а исто така и ако имаме некој проблем со очите, пак уште повеќе да обрнеме внимание на оваа исхрана која што Тања посочи. Се враќаме повторно назад, значи да го продолжиме разговорот, говориме за катаракта за оние кои што подоцна се вклучија, кажавме што представува катарактата, кои се симптомите, како оди диагностиката, стигнавме негде до оперативниот зафат, дека е многу сега поедноставен во однос на порано како се одвивале работите и сега тука некаде ќе продолжиме да објасниме се што треба во однос на ова и ќе кажеме нешто повеќе и за глаукомот. Ми се чини како една од причините кои што одат заедно со катарактата, така, доктор Тимера? Често знаат да одат заедно, бидејќи самата катаракта како созрева во самата леќа, понекогаш знае да ја набабри самата леќа, да го зголеми нејзиниот волумен и да наруши еден дисбаланс на истекување на очната водичка, која што до тогаш непречено се одвивал. И тогаш знаеме да имаме еден таков комплексен случај, значи каде што треба најпрвин да го намалиме очниот притисок за да можеме успешно да извршиме самата операција на катаракта. Ќе кажеме нешто повеќе за глаукомот, ајде да ги објасниме, да ги дообјасниме работите околу катарактата, што представува секундарна катаракта.
Тоа е една појава, нели, секундарно заматување или секундарна катаракта, која што се јавува кај 20% од оперираните од катаракта, нели, со новите типови на леки, новите материјали кои што ги имаме, процентот се намалува од година во година, но сепак не е мал процент на пациенти. Доаѓа до заматување, секундарно заматување на самата обвивка која што останува во окото, обвивката на самата леќа. Тоа е една мембрана која што е позади вештачката леќа и доаѓа до незино заматување. Самиот организам ја заматува и нез. Среќа ете, немаме потреба во денешно време за додатна хирушка интервенција. Значи, таа појава не ја решаваме со операција. Што се презема? Се презема, повторно на помош ни е тука технологијата. Користиме ласер, со кој што ја разбиваме таа мрежичка за многу краток период и пациентот веднаш го чувствува бенефитот и го враќаме видот на ниво каков што бил веднаш после операцијата. Значи, може да се јави, не мора. Нека и секого се јавува секундарна. Понекогаш се јавува, да. Значи, ако забележат послеоперативниот зафат повторно нешто, тогаш треба да се јават за да видите дали станува збор за секундарна катаракта. Кога стана збор за зрењето на катарактата, како оди процесот? Колку години треба да поминат, колку временски период од почетокот на, ајде да кажам, на појавата на катарактата, па до онаа појава на симптоми од заматување на видот, дупло гледање на слики и така натаму, се до она созревање. И кога е предоцна да се оперира? Има ли такво нешто? Еве, од почеток да почнеме. Доаѓа пациенти, диагностицираме почетна катаракта. Значи, се уште има солиден вид, не е тоа 100%, ама имаме некаде вид од 90%. И пациентот вика, гледам, но малку заматено, сето тоа. Колку време, тоа е едно од главните прашања, колку време треба за да ја се оперирам, нели? Многу е неблагодарно да даваме прогноза како ќе зрее една катаракта. Катарактата... Од што зависи тоа? Од самиот и организам. Така, значи, се индивидуално. Индивидуално е. Значи, кај еден ист пациент, левото и десното око не созреваат со иста брзина. Понекогаш и причината може да биде само, имаме повреда која што се случила во младоста, пациентот воопшто не се ни сеќава дека тоа око некогаш било повредено и имаме катаракта која што е презрела на едното око, а на другото око едноставно нема никаква катаракта. Имаме случаеви каде кај еден ист пациент левото и десното око не созреваат, нели? Со иста брзина. Едното е побрзо созрева, другото помалку. Имаме пациенти каде што е исто созреваат со исто темпо и левото и десното око, така да од кога ќе диагностицираме почетна катаракта, единствената препорака што можеме на пациентот да му дадеме е да вршиме почести контроли и да оперираме катарактата во оној момент кога ќе биде најдобра за оперирање. Кога на пациентот, нели, ќе почне да му пречи веќе и не може да ги извршува своите секојдневни активности и тогаш пристапуваме кон оперативно лекување на катарактата. Колку што од она што досега сме говореле и досега она што го кажавте, секогаш катарактата се јава први на едното око, па потоа на второто. Во ретки случаи се појавува на двете очи исто време. Во суштина, пациентот има такво чувство. Присутна е сигурно и на другото око, но не е толку изразена, може. Не е изразено, со другото око гледа поубаво и ни дава податок дека
намален му е видот на едното око. И секогаш, мислам, во поголемиот број на случаеви е така, како што кажавте. Да. И секогаш при едното око се оперира, па Точно. потоа кога дојде време се оперира да, другото. Да. Истиот Секогаш, процес. да. Па гледаме да се избегнува нели операција на двете очи одеднаш и да имаме катаракта. Така, значи не се оперира избегнуваме, одеднаш, да. Значи додека не заврши лекувањето на едното око, нели, терапија која што се води и се, не пристапуваме кон операција на другото око. Мислам дека е... Колку време треба да помине од едната операција до другата? Препораката е некаде, може и неколку месеци. Неколку месеци, значи сепак еден поголем период. Да. Значи постапката е иста, потоа третманот е ист. Постапката се случува никогаш повторно да се појави некој проблем? Не секундарен, меѓутоа да се повтори катарактата. И покрај оперативниот зафат? Не. Значи тоа е навистина трајно решение. Да, секундарната катаракта од која ќе отстраниме, значи со помош на ласер, веќе нема појава на заматување. Значи може да окото да страда од некое друго заболување, но катарактата трајно го решаваме. Значи трајно се решава тоа да расчистиме дека со оперативниот зафат и со вградување на леките, кои што кажавме дека може да бидат од различни видови, на завити на блиску и на далечина, се решава овој проблем трајно во животот, да можат понатаму нели пациентите да имаат нормален вид без никакви проблеми. Сега нешто што го напоменавме, тоа е глаукомот, што е едно од најчестите проблеми кај очите после катарактата. Што представува глаукомот? Исто. Глаукомот е едно мултифакторно заболување, но пациентите го знаат како покачен интраокуларен очен притисок. Многу го има влезен мерењето на очниот притисок, веќе го мериме кај секој пациент без разлика за што е дојден. И било каков преглед да правиме, бидејќи е едно подмолно заболување, кое што без никакви симптоми, тоа сакав да прашам, нема никакви симптоми? Нити пецкање на очите, нити некоја болка специфична? Многу ретко. Значи, болка која што е предизвикана од глауком треба да е многу висок очен притисок, може во акутна фаза да се случи оваква болка, но најчесто пациентите не се ни свесни дека воопшто имаат покачен очен притисок. Сите пациенти кои што имаат некој во семејството и имал, треба да обрнат почесто да се внимание и да го контролираат, бидејќи наследно е. И може би сега во моментот нема, притисокот е добар, но никогаш не знаеме кога ќе дојде до негово покачување. Тоа ни е прв резултат, прв аларм, покачен очен притисок не секогаш е глауком. Значи треба да се исполнат уште неколку услови за да поставиме дијагноза глауком, така да правиме додатни испитувања, тоа е видно поле. Добро. И во поново време нешто што веќе станува еден златен стандард во дијагностиката, очната дијагностика, тоа е оптичката кохерентна томографија или скратено ОЦТ. И со него го следиме дали постои оштетување на очниот нерв како последица на покачениот очен притисок. И многу ни значи, нели, во следење и во третманот понатамошен на самиот глауком. Така. Значи, во секој случај, кога одиме ние на очен преглед, еве за сите оние кои што имаме и проблеми со видот, па и да немаме, чисто да си го проверуваме видот, значи при секој преглед се проверува и очен притисок, се практикува веќе во поново време, колку што и јас можам да забележам, што е тоа добро, а не мора да значи дека ако во моментот има покачен очен притисок, дека се работи за глауком. Тоа да разграничиме. Мораме да го потврдиме со додатни испитувања. Треба да се внимава. Точно, мораме да го докажеме и
Тоа го правиме, нели, мерењето бидејќи се работи за едно подмолно заболување. Без никаква болка, без никакви симптоми, пациентите го губат видот од периферија кон центар. И ние го нарекуваме тиво крадец на видот. Поради тоа се различни работи со катарактата или различно, да. Различно заболување. Знаат да бидат, нели, или едно и друго да се има во пакет, меѓутоа има луѓе кои што имаат само глауком. Точно. Како оди третманот, само да појасниме? Третманот со некои терапии? Да, или? значи оди терапија, најчесто, не е најчесто, индивидуално е. Припишуваме терапија. Добро. И додека глаукомот и очниот притисок го регулираме со таа терапија, значи со капки, остануваме на тоа, но имаме случаеви каде што капките не ни помагаат. Добро. И што се пресема тогаш? Тогаш имаме исто хирушка интервенција. Добро. На истиот принцип како катаракта или тоа е нешто друго? Не, имаме неколку техники, има во поново време има и импланти кои што се користат за намалување на очниот притисок. Имаме и класични операции каде што, нели, отвараме простор каде што таа очна водичка би се дренирала правилно и би го намалила очниот притисок и би го зачувале видот кон тоа тежнееме. За жал, кај глаукомот имаме состојба каде што очниот притисок, за жал, неповратно го оштетува очниот нерв. И не можеме, ние секогаш се трудиме да го задржиме она што е во моментот, нели, затекнато. И сега кажавме катарактата е специфична за повозрасната популација, кој кажавте дека се појавува понекогаш и кај помладата, а глаукомот? Глаукомот може да се јави во секоја популација. Значи нема дури имаме и правило? имаме и јувенилен, значи вроден глауком, во секој период од животот може да се јави. Да се јави глаукомот и затоа го мериме нонстоп. Затоа нонстоп. Дури кај дечињата кои што имаат проблем претпоставам со видот. Така, да. И сега има еден сегмент во делот на проблемите со очите, тоа е, би сакала и за тоа нешто да кажеме, збор 2, сувост на окото. Да. Зашто во одреден период од животот, или не знам сега дали се случува и кај помладите, бидејќи дали оваа технологија многу влијае во тој проблем, значи како да се справиме со сувост на очите и што представува тоа како проблем, бидејќи многу често можам да го слушнам како проблем. Да. Вака, сувоста на очите може да биде од две причини. Значи, постојат и заболувања, нели, автоимуни заболувања кои што прават сувост на сите слузокожи, да кажеме, на телото. Па тука и на самите очи. Но постојат во овој начин на живот што го водиме сите, обкружени со техника, со технологија, зависни сме од компјутерите, зависни сме од телефоните. Тоа е веќе сувост која ја правиме самите ние. Која што е предизвикана од надворешните влијани. Предизвикана од нашите навики. Луѓе кои што работат на компјутер подолго време, кога работиме на компјутер, трепкаме до 20 пати помалку од вообичаено, со што не стимулираме создавање на солзи и се зголемува испарувањето на самите солзи. Така да треба да го надокнадиме тоа малку со користење на вештачки солзи. Најчесто сега имаме доста препарати кои што го решаваат проблемот. Го решаваат. Во некои случаеви мораме и малку и да интервенираме и механички, не само па тогаш пристапуваме кон затворање на пунктите, значи затворање на очните канали, за да останува што повеќе солзи на самото око. Така да
пробуваме ете и на тој начин да го решиме, Кога станува збор за тоа од што потекнува проблемот, имате таква диагностика која ќе дојде кај вас некој кој се пожали на сувост на окото? Да, секако. Добро. Имате диагностика точно за што се работи? Дали е за некој здравствен проблем или дали е од влијанието што се и од самата земена анемнеза, значи користење на некои лекарства исто предизвикува сувост на окото. Така да кога ќе го распрашаме пациентот прво, дали работите, колку работите во текот на денот, колку поминувате на компјутер, можда ќе кажат дека не работат, но исто е многу важно во каква просторија работиме и поминуваме време. Значи, топли, загрејани простории, зимно време, исто така ја зголемуваат сувоста на очите. Летниот период исто кога е топло, зголемена е испарувањето на самите топлината да запаметиме. Да. Така да повеќе фактори влијаат, но успеваме на разни начини да надокнадиме таа сувост. Значи, понекогаш се прашувам дали е добро премногу да се трепка или да не, меѓутоа според она што го говоревте досега, значи добро е почесто да трепкаме со очите за да ги не биде тоа, за да ги како се вели да ги активираме, солзните жлези, да стимулираме, да создаваат внатре влажност и она што се вели солзните жлезди што се испуштаат сами за да ни биде нас окото доволно влажно за да не го чувствуваме како суво. Доктор Душан, тука сме некаде при крајот, би сакала вака како некој кој што навистина секојдневно се грижи во Центарот за очи визија за проблемите со очите на пациентите. Што би било вака нешто што би била ваша препорака и за сите оние кои што не следат и кои што немаат можеби проблеми со очите, како да се го заштитиме видот, како да се грижиме за своите очи, да имаме добар вид и здрави очи? Секако ете сите да кажеме работоспособни луѓе барем не знам како е сега законски, но посетуваат систематски прегледи каде што точно мислам на година и пол така дека и многу пациенти доаѓаат после тие систематски прегледи кога ќе им посочат дека нешто не е во ред. И тоа е многу добро. Добро. Навистина е добро. На тие систематски прегледи претпоставам дека се мери и очен притисок и се или? Не сум сигурен. Не сте запознати. Не сум сигурен, но мислам дека острината на видот како еден главен фактор, како еден параметар, параметар и да се открие. Но мислам дека е и премалку. Значи, мислам дека почесто требаме барем на 6 месеци или една година. Би било убаво. Поготово кај пациенти кои што имаат некое друго хронично заболување. Значи, и терапијата која што ја пијат може да влијае и да се рефлектира на видот. Дијабетот, првите промени ќе ги даде на очите, бидејќи таму се и самите крвни садови најтенки, најмали. Пиење на терапија, спомнавме глаукомот, значи мораме да го следиме кај тие пациенти секои 6 месеци обавезно, барем да го измериме и да направиме видно поле. Тоа ни е еден показател како дали таа терапија е добра или не е добра за тој пациент, дали да менуваме нешто. Дали тој притисок што сме го спуштиле е доволно спуштен или требаме уште подоле да одиме, така да би советувал почесто да ги посетуваат своите офталмолози и да се грижат на тој начин. Така, нешто исто така што би сакала да ми посочите, бидејќи се случува во ајде да кажеме после 40-та година некако природно е да ни се намалува видот на блиску, на далеку и така натаму. Има некои луѓе што тоа го одложуваат како решение. Ајде нека помине некое време, ајде добро е, ќе помине, ќе не одам сега, ќе појдам за 6 месеци. Дали одложувањето на земање на очила за вид може уште толку да го како да кажам, да го намали видот, ако навреме не земете очила кога ви се потребни?
Диоптријата за близина, како што рековте и вие, после 40-та година се јавува како намалување на способноста на окото да акомодира, односно да гледа исто надалеку и на близина. Така. Таа диоптрија е поврзана баш само со годините и со процесот на старење. Нема нити да се влоши, нити да се подобри видот, ако не се земат учила добро, тоа ме интересира сепак значи, кажеш. имаме потреба. Добро. Немаме пациент кој што има потреба, е работоспособен и работата му зависи за да гледа на блиску. Тој ќе ги земе. Тој секако ќе појде да си го реши проблемот. Индивидуално е. Значи, пациент кој што нема потреба да гледа на близина, тогаш нема да појде да си го реши проблемот, а меѓутоа и нема да го намали уште толку видот ако не носи тоа. Но препорака моја е да се имаат наочари, никогаш не знаеме кога ќе ни затреба и кога ќе биде важно да прочитаме нешто и да видиме на близина. Така да и моја препорака е секој да се има точна одредена диоптрија во секој период од својот живот. Да. Ви благодарам многу, доктор Кемера. Соработката со Визија трае одамна. Со мојата драга Жанина сме направили многу емисии во ваш термин и драго ми е што и повторно и денес кажавме нешто повеќе за она што навистина е најчест проблем катарактата и глаукомот и сите оние работи што пропратно ги кажавме покрај темата за нашите гледачи. Ви благодарам многу, ви посакувам успех во сето она што го работи Визија и секако се гледаме во некое следно издание на ваш термин. Благодарам. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес и благодарам за вашето внимание. Ве оставам во убаво расположение, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време со нова тема и нов соговорник.